Рамковниот договор треба да остане една од визиите за заедничка иднина за сите, бидејќи кога одбележуваме 16 години од потпишувањето на документот, за кој се согласија сите, треба да се вратиме на изворните принципи врз основа на кој тој беше постигнат. Тоа е пораката на Зоран Заев, премиер и лидер на Социјалдемократскиот сојуз, една од партиите потписнички на договорот, со кој се стави крај на конфликтот во 2001 година. Тој потенцира дека со законот за унапредувањето на употребата на јазиците, кој веќе е во собраниска процедура, формално правно се затвараат прашањата од Охридскиот договор. Денеска на политичката сцена во Република Македонија промовираме нови политики. Наместо конфликт и генерирање на континуирана криза, политики што ги создава и афирмира Република Македонија како дел од европското семејство, денеска се политиките на толеранција, еднаквост и инклузивност. Денеска зборуваме за подобар живот за сите, за локален економски развој, за функционална администрација, за економски просперитет, за достоинствена социјална заштита, за подобра здравствена заштита. Не треба да се создава етноцентристичка култура, затворена меѓу 4 ѕида на сопствената етничка припадност. Тоа не е во духот на Охридскиот рамковен договор. Тој дух повикува на држава во која културите ќе соработуваат, ќе се надополнуваат и меѓусебно ќе се збогатуваат. Според Заев, законот за јазиците е едно ново богатство. Тој е за да се разбереме и е согласно амандманот 5 од Уставот. Јас преку законот за унапредувањето на употребата на јазиците гледам правно формален или легалистички дел на затварање на рамковниот договор. Рамковниот договор значи и рамномерна застапеност на сите, на секаде, и во приватните компании, и во јавните институции, на секаде, и тој дух се следи и треба да се следи. Но преку ова правно решение на законот за јазиците, ние правно формално ги затвараме, легално ги затвараме аспектите на Охридскиот договор. Двојазичните пари и амблеми на војската, бидејќи имало дилеми дали се уставни или не, е причината зашто за нив побарале мислење од Венецијанската комисија. Дали ќе го почитува Уставот или препораката на Венецијанската комисија за спорните одредби, заевели. Јас сум среќен што партнерите навистина сватија дека не смееме да одиме по било која цена со се и се што мислиме дека треба да стои. Кога има отворена дебата за нешто дали е уставно или неуставно, дај да го провериме. И токму така е конституиран самиот закон, токму прашањето на двојазичноста на парите, на двојазичноста на униформите во одбраната се такви две прашања, за која што реално мораме сите да признаеме дека постои отворена дебата. Е уставно или неуставно? Тоа ќе биде испратено до Венецијанската комисија и од тука апсолутно ќе ги следиме сугестиите.